мојот ангажман со иновации мислам дека дојде толку природно што дури не знам како да го објаснам. Толку природно дојде. Значи прв пат кога се вработи во компанија во Македонија, значи додека студирав, патува во Америка во програма за размена на студенти. Прв пат беше тоа мултикултурен шок за мене, потоа беше навика, потоа ми стана потреба да бидам ја изложен на диверсити, на различност на култури, на различност на размислувања. И цело тоа што го видов кога дојдов во Македонија, првото вработување беше во платен систем кој не постои. Значи ја буквално моја работа беше да го создадам платниот систем што не постои. Тоа е финансиска функција, движење на парите заради плаќање, окей? И сега треба да го создам, у тој момент ја имам 24 години, 25 години. Најголемиот бенефит од тој Стојче тогаш е што бил, кажувам, со вистински ментален став, со правилен ментален став, многу љубопитен човек и храбар да испитува, да пробува безпрестан, да грешел, но сепак кога ќе сумирате се заедно, тоа било страшно добра патека. Има врска со основното правило дека катализатор на иновации е радикален демографски тренд. Значи, доколку во краток временски период имате страшна имиграција, населување, дали знаете што се случува на место на кое живееле 200.000 луѓе, у рок од 10 години живеат 2 милиони луѓе. Тие 200.000 луѓе оделе пешки до пазарот да си купат јабуки. Тие 2 милиони луѓе имаат автопат толков голем на кој треба им треба 1 саат за да го поминат, а пазарот Бог знае кај е поместен. И одеднаш животот им се искомплицирал драматично. Тука имате вие земјотресиот pain point кои им се случуваат на луѓето заради тој демографски шок на имиграција. И секаде кај што ќе видите имиграција, дека на дадено место се зголемува густината на луѓето, тие не можат на најнормален начин да идат на забар, не можат на и тоаш мора да има иновации. Они горат од pain point-и и затоа баш на тоа место ќе се појават иновациите. И бидејќи има демографски тренд, се враќам на втората позиција, ви имате и addressable market. Денеска се 2 милиони, утре се 4, заутре се 6. Има логика да инвестирате пари. Прилично има, нели? И обратното е валидно, и обратниот демографски тренд е валиден, доколку се иселуваат луѓето. Емиграција, не имиграција, него емиграција, не, и одеднаш снемува луѓе. И сега тие што останале 100.000 луѓе. Заради 100.000 луѓе никој нема да отвори Веро, заради 100.000 луѓе никој нема да отвори Мол, но тие луѓе реално имаат потреба и одеднаш тие луѓе имаат pain point. Баш на тоа место ќе се појават дигиталните канали за контакт, продажба и дистрибуција. Зашто? Бидејќи никој не ќе да ги обслужи. Eventually некој ќе рече ја ќе идам ќе ги обслужам. Тие луѓе тогаш и ќе формираат willingness to pay, бидејќи имаат pain point. Значи демографските трендови се тие што ви кажуваат каде ќе се случи некоја иновација. И второто е концентрација. Треба да знаете дека кога се појави концентрација на бизниси и бизнис knowledge и научно-истражувачка работа, тоа е место каде што нешто ќе се деси. Едните истражуваат, другите се спремни тоа да го платат. Иновацијата секогаш ќе дојде затоа што некој човек или група од луѓе во даден момент или имале некој свој проблем кој ги изфрустрирал доволно за да остаат што и да име нормална работа и да се изфокусираат речна I'm gonna solve this thing, така? Или емпатизирале со некои луѓе. Тоа е група од луѓе кои нешто што си замислиле. Тие луѓе самите не можат таа функционална пропозиција да ја направат успешна деловна приказна. Тоа е невозможно. Тоа може би и третата мисконцепција за иновации. Дека ти сам, Бог знае што ќе направиш. Нема шанси тоа сам да го направиш. Затоа што унатре треба да споите технолошка или оперативна гениалност, потоа треба да споите гениалност на бизнис моделирање, како ќе го направите бизнис моделот, и на крајот има финансиска гениалност. И ја ви тврдам, и го знам тоа, дека ако го погрешите изворот на пари кој ви ја финансира иновацијата, вашата иновација ќе пропадне. Кога иновирате, ви требаат money, patient for growth, impatient for profit. Некој што е спремен да ви ги даде парите, затоа што
Бизнис моделот на ниво на unit economics е позитивен, но е свесен дека освојувањето на adoption кривата и треба време. Ако земете мани кои се, пример, patient for profit, but impatient for growth, вие ќе си имате проблем. Таа иновација ќе пропадне, бидејќи некој ќе си ги побара парите, а иновацијата не може да ги создаде како free cash flow за да ви ги врати. Тоа што би ги советувал е, секој треба да се фокусира, значи морате да знаете дека сами не може да изиновирате, нема шанси, вие сами може да дојдете до функционално решение, но потоа мора да или да сорсирате внатрешно компетенции за бизнес моделирање, или да си најдете партнер кој ќе ви помогне за бизнес да моделирате, и на крајот со идејата и бизнес моделот ќе направите бизнес план со unit economics и ќе си барате пари. Тој ви е третиот, тој е financial partner. Обично во иновациите се вели дека постои првично, иновациите се толку ризични. Толку се ризични, што по мене се 5 пати поризични него ли да идете у казино. У казино да идете, имате поголеми шанси за успех, така? Знаете што? Ако фрлате паричка, и ја фрлате доволно долго, над 1000 пати за да стане статистички релевантно моделирањето, вие секогаш ќе добиете standard bell curve, стандардна дистрибуција, 50% ќе биде глава, 50% ќе биде писмо. Значи, кога фрлате паричка, шансите за успех ви се 50%. Но иновациите, 95% од иновациите пропаѓаат. Вие идете во патека во која сте свесни дека 5% ви се шансите за успех. Така. Па ако тоа го знаете, ја ве охрабрувам да одите у патеката, бидејќи ако ја погодите, тоа е траекторија на рапиден раст. Да, окей, но ако ја погодите. Но зошто вие би иделе сами низ таа патека? Немојте да одите сами. Пример, вие сте IT човек, технолошки сте гениален, сте создале технолошко решение, браво за вас. Идете, најдете експерт за бизнес моделирање, најдете експерт за финансирање, направете партнерство. Заедно имате поголеми шанси за успех. Сами, може би ќе успеете, но шансите ќе бидат помали од 1% тогаш, ако немате партнери. Втората мисконцепција во иновациите е дека вашата работа е да создадете технолошка функционалност. И ако сте ја создале технолошката функционалност, крај, готово, вие сте успешни. Знаете ли колку е различно и колку е погрешно да мислите дека затоа што сте создале функционалност, дека тоа ќе биде иновација? Функционалноста постои и помеѓу функционалноста и искористување на функционалноста постојат 3 бариери. Бариерата дали јас знам како тоа да го користам. Дали тоа е достапно за мене? Вие можете у Netflix да идете да си пребарате на Netflix и ќе си најдете филм и он ќе вика "This movie is not available for your market." Ке ви каже тоа, of course. И на крајот, може би не може да го платите. Не може да го разберете, не може да го платите. Значи, функционалност, создавањето на технолошката функционалност е почеток на иновирањето. Над тоа следи adoption. Освојувањето на пазарот за да вашиот нов начин на задоволување на човечка потреба стане доминантниот начин на задоволување на таа човечка потреба, не е прашање на технолошка гениалност, тоа е прашање на бизнес моделирање и бизнес гениалност. Најголемите иновации у светот не се технолошки иновации. Плаќање на рати. Плаќање на рати е најголемата иновација што некад се појавила у светот. Колку сакате, нека ви биде чудно. Пред да имате плаќање на рати или одложено плаќање, значи моментално конзумирање, но одложено плаќање за тоа што денеска го конзумирате, агрегатната потрошувачка моќ на едно општество била толка колку што имате пари во моментот во тоа општество. Така? И се одеднаш луѓето прават агрегат конзампшн кој е 1000 пати поголем од колку што е реалниот паричен потенцијал на таа економија. Разбирате за каков раст збориме во потрошувачки општества? Невиден. Што е иновацијата? Одложено плаќање. Луѓето имаат мисконцепција дека технологијата и технолошко затоа да јас создал функционалност. Браво за тебе. Суксесот доаѓа затоа што имате фанатички фокус кон нештото, човече, и се додека верувате во тоа, правете го тоа. Тоа е мојата порака. Ако сакате да иновирате во нешто што е ново и не постои, првата работа што треба да разберете дека еден човек во исто време не може да биде на две места. Невозможно е да бидете на две места. Затоа мора да си најдете партнери.
Вие може да имате идејата, може да имате технолошката гениалност, но вие не смеете да управувате у исто време затоа што едното ќе ви биде со две компании, со две бизнес линии и така натаму. Едното ќе биде син, другото ќе биде посинок. Едното ќе го храните, другото ќе гладува. Не е окей. Ќе гладува од аспект на менеджмент attention. Вие може би имате доволно пари и двете и финансирате у исто време, а не го спорам тоа. Така. Така да, ако планирате да правите поише од една работа, да иновирате во нешто што е сосема ново, јас секогаш би предложил, гледајте во технологијата која веќе постои, која е достапна, која поминала бар 1-2 теста на одржливост како технологија. Не баш у најновата технологија, таа не прошла. Таа што прошла, гледајте како таа може во вашата индустрија, во вашата замисла да нешто да овозможи, да отстрани некаква бариера, да го направи нештото подостапно. Гледајте го тоа. Ако можете да видите таква патека и можете да најдете партнери, земете идејата, создадете бизнис модел, создадете бизнис план, направете или партнерство или пич. Што и да сакате направите од тоа, go for it. Ако имате енергија, of course. Морат да донесат одлука. Дали во алокација на капиталот ќе сакат да го подобруваат нивниот бизнис таков каков што е. Инспирација може да црпат само од својата професионалност. Ако не се доволно добри на ниво на свет, да патуваат у Англија, да патуваат у Америка, каде и да е центарот на знаење, да го стекнуваат тој центар на знаење и да прават, се викаат sustaining innovations. Континуирано да го подобруваат тоа што постои. За тие млади што веќе имаат бизнис, ако веруваат во својот бизнис. Ја не верувам дека можете да имате еден бизнис и да инвестирате уште у други 3 бизниси и да викате многу ме бива.